За детското одморалиште Суви Лаки на планината Огражден меѓу Струмица и Берово, кое со година е запуштено, ќе се прави нова проценка на вредноста на имотот, откако пред 4 години на распишаниот повик не се јави ниту едно заинтересирано лице да го купи. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека се чека извештајот од Бирото за судско вештачење, пошто ќе се одлучи дали ќе се продава или ќе се издава под закуп ова одморалиште. Кога ќе има проценка од управата за судско вештачење, во тој момент веројатно ќе се огласи, доколку има некој кој што е заинтересиран да на долготраен закуп земе ваков објект или да инвестира во истиот таков објект, се има клаузули по законот како тоа е возможно и ние немаме никаков проблем со тоа. Секако важно е сите објекти кои што постојат да се ревитализираат и да се вратат во функцијата за која што постоеле. Но знаеме дека ако 20 години еден објект е запуштен, тие се навистина многу запуштени и јас би била среќна ако има инвеститори. Одморалиштето Суви Лаки последен пат беше понудено на продажба 2015-та. Тогаш за него со површина од 3500 метри квадратни беа побарени околу 240.000 евра, но немаше заинтересираност. Царовска лично смета дека ваквите објекти не треба да се продаваат, туку да се издаваат под закуп. За неколку одморалишта веќе се направени судски вештачења. Има две опции по законот. Едно е продажба, втората е издавање, долготраен закуп, со цел да се управува и повторно да ја врати дејноста детско одморалиште, секако да има и комерцијална, да има и јавна улога. Јас како министер искрено сум и против продажба на државни објекти кои што некој ги градел, некако е неодговорно, недомакински да некој ги продава. И затоа сметам дека треба да се даваат во долготраен закуп истите овие одморалишта. Некогашното елитно одморалиште речиси 30 години не функционира. Сместувачките згради, ресторанот, кујната, просториите за настава се целосно руинирани и обраснати со трева. Столаријата со водоводните и електрични инсталации се демолирани или украдени. Освен Суви Лаки, во државата има и други одморалишта кои со години се распаѓаат.